Име на предметот: сад. Период, датација 19 век. Потекло: Западна Европа, импорт. Материјал и техника: порцелан, индустриско производство. Димензии: 16 см на 10 см. Кратка приказна и опис. Украсен, длабок, кружен сад на постолје со потекло од 19 век. Садот е изработен од порцелан со глазура и на него во средишниот дел е втисната слика со ликот на последната француска кралица Марија Антоанета, опшиена со декоративна рамка од флорални украси. Под сликата стои надпис на латиница Мари Антоанет, а над сликата се напишани годините на раѓањето и смртта на кралицата 1755 година, 1793. Марија Антоанета во свое време била, а и до некаде се уште е, истовремено најпопуларната и најомразената француска кралица. Незиниот екстравагантен начин на живот со трошење на пари на коцка, купување на раскошни фустани и скапоцен накид, реновирање на дворци, организирање на балови со незините љубовници, додека Франција била на работ на банкрот, биле најголемата причина за да ја бидат препишани овие епитети. Сепак, она што ја прелило чашата е незината позната изјава кога и било кажано дека народот нема леп да јаде. Иако не е потврдено со историски докази и можеби никогаш и не ја изговорила, наводно таа рекла: ако немаат за леп, тогаш нека јадат колачи. Поради сето тоа, не е чудно што после погубувањето на Марија Антоанета започнале да се изработуваат разни предмети со незиниот лик, меѓу кои и покуќнински како што е нашиот музејски експонат. А конзулска битола во тоа време, како центар на европска Турција, ги следела будно сите големи историски настани и трендови во однос на украсувањето на раскошните градски ентериери.